Правда за Никола Христовски побараа стотина граѓани во знак на револт поради ниската затворска казна за неговиот убиец. Тие со неверување ја слушнале судската пресуда на Скопскиот кривичен суд со која убиецот на 17 годишното момче со иницијали АТ е осуден на само 3 години затворска казна. 19 годишниот АТ ја доби ниската казна затоа што е осуден за дело убиство во МИК, зашто следува казна од 1 до 5 години. Родителите на убиеното момче се сомневаат во непристрасноста на судот и обвинителите, пред се поради фактот што делото од убиство било преквалификувано во убиство во МИК и зошто биле сменети како што тврдат дури тројца јавни обвинители. Овдека сме собрани за мојот син или да изразиме како барање за правда, затоа што уште од самиот старт на водењето на случајот од страна на обвинителството до крајот се сменија тројца обвинители. Се до првиот обвинител, се до негде кај јануари месец, ја како што имам информации, бидејќи ова сами си ги дознавав, никој не ми ги кажуваше, во јануари месец се прави некое вештачење медицинско на сторителот на кривичното дело и актот преминува од убиство во МИК со умисла. Инаку убиството се случи лани на 14 август на улицата Февруарски поход, во паркот на музиката во населбата Ново Лисиче, каде расправија меѓу група тинејџери и АТ се претвори во физичка пресметка, со која со нож во гради беше прободен 17 годишниот Никола. Тој итно беше префрлен во болница, но поради сериозната повреда таму почина. Убиецот АТ беше веднаш фатен и уапсен. За убиство сведочи и снимката на која се гледа и слуша како голема група на тинејџери се расправаат, а одеднаш едно од децата паѓа на земја, за која се претпоставува дека е убиениот Никола.